Драги мои, време е да започнеме со Естрада Плюс и со сите содржини кои ги подготви нашата екипа за денес. Да Капо Бенд најавуваат нов проект. Од бендот велат дека и овој пат станува збор за кавери од најбараните македонски хитови. Проектот се планира да биде готов за време на летниот период, а ќе го работи Инпродукција. Преградки на нашите врели бакнежи, на нашите среќни денови. Да Капо Бенд важат за едни од најактивните млади бендови на македонската естрада. Минатата година снимија два проекти со кавери на познати песни, а веќе најавуваат уште еден кој повторно ќе биде со најбарани песни од нивната публика. Се уште е рано да откриваме нешто. Проектот се спрема на лето, да го извадиме на лето. Планираме, сигурно би биле пак некои слушани песни што ќе бидат актуелни во идниот период. Едно што е сигурно, уште сега ќе најавам дека ќе биде во соработка со НТВ продукција. И кога станува збор за фестивалите, момците од Да Капо досега не настапиле на фестивал во нашата земја. Горан вели дека во иднина можеби би учествувале на некој фестивал, а тој би сакал тоа да биде Роса Фест. Сигурно би настапиле, да, како што рековте, немаме ја настапено, али во некоја идна прилика сигурно ќе настапиме. За разлика од момците, нивниот женски вокал Мими Јовановска досега два пати учествувала на Роса Фест. Првиот пат со песната Прва љубов, а минатата година со песната која доби доста позитивни коментари од јавноста, а носи наслов Љубовна молитва. Преградки на нашите врели бакнежи, на нашите среќни